драг наш сонароднику, голем македонецу Смиле Војданов, војводо на измачена Македонија, срекни сме што денеска овде го честуваме твојот 150 роден ден, заедно со твоите потомци, заедно со твоите и наши американски пријатели и поддржувачи на Македонија и со нашите сонародници македонци кои дојдоа од скоро сите краишта на Соединетите Американски држави да ти оддадат почит и да ти се поклонат. Најпосле дојде решителниот момент да се дигнеме сите браќа македонци и сестри македонки за рака, рамо до рамо да застанеме како еден во борбата против петвековните поробители, да го извојуваме ослободувањето на нашиот народ, да ја спасиме нашата погазена национална и семејна чест, слобода или смрт. Да живее македонскиот народ, да живее слободата. Смрт на петвековниот поробител и мачител, турскиот султан и неговите паши и бегови и неговите поддржувачи. Со овие судбоносни зборови војводата Смиле Војданов зема учество во славното македонско елинденско востание. Тој во детали и мощно живо во своите спомени раскажува за сите воени и други акции во кои што директно учествувал со својата чета. Токму во неговата куќа во градчето Понтијак во септември 1929 година се удрени темелите на првата македонска прогресивна левичарска група на тлото на Америка. Во следните неколку години оваа група, подоцна организација, ќе прерасне во Македонски народен сојуз, потоа познати како Македонска народна лига и Македонско-американски народен сојуз, кој што во следните 2 децении ќе се прошири на територијата на Канада, а после првичните врски остварени уште пред Втората светска војна, официјално после крајот на војната и на тлото на Австралија. Смиле Војданов бил председател на сите инкарнации на оваа организација за целиот период на нејзиното постоење од околу 2 децении. На 11 февруари 1945 година Смиле Војданов од името на МАНС поднесува официјален меморандум до американската влада и председател Франклин Делано Рузвелт, во кој меѓу другото ќе истакне дека, цитирам: "Македонското прашање е резултат на желбата и борбата на македонскиот народ за самоопределување и национална независност." Понатаму, образложувајќи ја историската димензија на македонската борба за слобода и независност, тој подолу, споменувајќи го својот врсник Гоце Делчев, подвикува дека борбата беше водена од ВМРО, формирана во Солун во 1893 година. Оваа организација беше вистинска национална сила, предводена од страна на Гоце Делчев. Во повојниот период активно се вклучува во помагањето на возобновената македонска држава. Застанува на чело на комитетот од македонската диаспора во САД и Канада, кои што собираат голема сума пари, која што тој ја носи во Македонија и која делумно или во целост е изграден клиничкиот центар во Скопје. За истата цел се употребени големи парични средства што ги собира македонската емиграција во Австралија преку членовите на својот Македонски народен сојуз за Австралија. Посетувачка е сознанието за величината на Смиле Војданов и успесите што тој ги постигнал во полза на македонската кауза во неговата неуморна, општествена, културна и политичка работа во рамките на македонската емиграција во Америка. А сепак основал стабилно семејство со многу потомци кои имаат живи и најпријатни сеќавања за него како татко, чичко, дедо. Thank you for the Forgotten Macedonian group for organizing this, the 50th birthday honor in remembrance of my dado, Smilе Voјdanov. He would be pleased. He really would be pleased. Yeah. I am Jean Voјdanov Yeasting, the second daughter of Eli Voјdanov, who was the youngest child of Smilе Voјdanov. And I am Judy, Eli's oldest daughter. So, okay. As I was still a young girl when he's passed, my memory of him is as of a grandpa. I can still visualize him along with several other older gentlemen in the far back table of the Kitchenette restaurant, talking Macedonian and reading newspapers. Нашиот голем македонец и војвода Смиле Војданов во 1936 година за Македонски вести Софија изјавил: "Ние се организираме пред се врз национална основа. Сакаме да го видиме изградено единството на емиграцијата за да се пристапи кон изградба на единствениот македонски национален фронт." Во блажено успение, подај Господи вечен покој на порано починатото чедо Божјо Смиле и направи му вечен спомен.